година, каде на експлицитен начин се изнесени сите ненаучни тези и интерпретации на наведениот автор од аспект на компаративната лингвистика и каде професор доктор Ташко Белчев врз основа на најстарите имиња на населените места, реки, планини, богови, божици и така натаму, ја воспоставува древната преисториска врска помеѓу најстарите македонски племиња Венети, Енети и Феникици, кои имале заеднички богови и јазик, заедничка митологија и култура и биле многу илјадолетија постари од новодојдените данајци, подоцна наречени Хелени или Грци, на територијата на дел од древната Македонија, македонска земја во Атика, Пелопонез и низ дел од островите на Средоземното море некаде околу 1200 година пред наша ера. Во ово поглавје, посветено на науката за древномакедонската митологија и теогонија во 19 и 20 век, господин Белчев најдоследно ја продолжува критиката на книгата на Доналд Харден, Феникици, присутна и во неговата трета книга од четиритомникот 4000 години Македонска цивилизација, писменост и култура, насловена како Македонија центар на венецката цивилизација на Балканот и пошироко, каде покрај многу укажани невистини и противречја во книгата на Харден, на страница 40 ќе напише дека книгата Феникици е полна противречја кои потекнуваат од научната во наводници методологија на Харден, која се состои од рекла-кажала, рекол-кажал и ништо конкретно за феникиците. За разлика од книгата на Харден, во книгата Символика и митологија на старите народи, Кројцер доследно докажува дека во сршта на митологијата се наоѓа најголемата мудрост што постои и констатира дека митовите со корењата во гората Олимп се развиле од некогашните чисти филозофски мисли и од сите тие таинствени символи, но присвојувајќи ја целокупната древномакедонска цивилизација и нарекувајќи ја грчка, тој според господин Белчев го сакал или не, се ставил во редовите на псевдонаучниците. Исто така, според судот на авторот, не отишол подалеку ниту Герес со неговата книга Историја на митовите на азискиот свет, бидејќи ги третира азиските митови како извориште на европските митови и тврди дека наводно за тие митови почива целата наша наука и знаења и дека наводно во азиските митолошки преданија се содржи целата иднина, односно дека наводно се содржат сите филозофски, уметнички и религиозни вистини. Меѓутоа, ако за неинформираноста на Герес, професор доктор Ташко Белчев и има некое разбирање, поради тоа што живеел во почетокот на 19 век, тогаш нема и не сака да има разбирање за своите современици, па затоа го осудува слепото цитирање на Гересовите лапсуси и папагалското повторување на неговите тези и мислења од страна на професор доктор Драгослав Стрејовиќ и професор доктор Александрина Цермановиќ-Кузмановиќ во нивната студија посветена на грчката и римската митологија. Особено за професор Белчев е несватливо како може еден професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, господин Панов, да изјавува дека древните македонци немаат никаква врска со современите, како во Византија, односно иако во Византија се до 10 век венетите се сметаат за посебен народ, се бунтуваат, креваат восстанија заедно со македонците, словените во Грција, и тој, како професор што го предава тој предмет, мајсторски го заобиколува Левченко со неговата историја на Византија. Во својот аналитичко-синтетички пристап, професор доктор Ташко Белчев со исклучителен респект се однесува кон делата на германските слависти од 19 и 20 век, бидејќи смета дека тие се начело на венетологијата. Тој честопати го консултира и цитира делото на Фалмерајер, Историја на Мореја од 1830-1836 година,
на топонимичарот Макс Фаснер, Словените во Грција, објавено 1941 година, на Грим, Германска митологија, објавено 1844 година, извонредната книга Речник на Христијан Хардер, издадена во Виена 1910 година и посветена на јазикот на Хомер, Илијада и Одисеја, и како и делата на Хегел со неговата диалектичка мисла и така натаму, и тоа со единствена цел, сестрано, да се осознае древномакедонското митско прикажување како сторија, како најстара филозофија на анонимните во наводници, како сведоштво и извориште на политеизмот и монотеизмот, со епицентар во гората Олимп, да се осознае митологијата и на древните македонци како обособена дисциплина на древномакедонската филозофија и така натаму, и врз основа на соодветната идентификација на историското и поетското, на филозофското, археолошкото и етнолошкото, на единичното и општото, користејќи ја лингвистиката и компаративистичката методологија, да навлезе во длабочината на вековите и во нивните недра да изврши аргументирана идентификација на се што е древномакедонско, тоест од генот на венетите, елнетите, хенетите, виндите, вендотите, тоест со прасловените, бидејќи светот на идеите како основа на светот од предгрчката и предримската митологија, тоест од древномакедонската, е таа божествена основа на се што постои на светот, тоест древномакедонскиот збор. Македонскиот глас, македонскиот збор господин Белчев го бара и го наоѓа насекаде и со потврдена јаснотија ги истакнува древномакедонските корења во имињата на олимписките богови и божици, во имињата на планините, равнините, реките, морињата, островите, градовите, селата и така натаму, во митолошките настани, во божјите казни, во ритуалите, во верувањата и обичаите, тоест во сите сегменти на древномакедонскиот начин на живење и размислување, па затоа само со македонска етимологија може да се објаснат имињата на древномакедонскиот пантеон: Зеус, звезда; Геја, Гена, жена. Од божицата Геја потекнува името на земјата со грчката форма гис или ги, а нејзиното орање на грчки звучи оргома. Земаља, земја; Уран, гуран, горен, небо. Од тука кај грците Уранос значи небо. Посејдон, поседуваш на дно. Од посед и дно. Атена, епонимка на божица на Антите. Афродита од Афра, што значи пена, а ние би додале и дитја, дете, што ќе рече дете родено од морската пена и така натаму. Имињата на островите: Род, Крт, Тас, Крит, Сам, имаат истоимена древномакедонска етимологија, а ние би додале името на островот Лем или Лемно. Во својата основа го содржи коренот лем, што значи нем или олово, калај и така натаму. Имињата на градовите: Спарта, од спарување, тоест спојување; Тир, Сир, сирење; Кардица, Горица; Солун, со коренот сол, бог на сонцето во венецката митологија и така натаму. Името на полуостровот Балкан, од вулкан; Мореја, од море, а името на нашата земја Македонија од епонимот Македон и така натаму. Во така наречениот старогрчки и новогрчки јазик, од 50% до 80% корењето на зборовите се древномакедонски со додавање на завршетоци ос, ас, ес, ис и слично, кои се типични за древнохеленскиот јазик, кој де факто е најстар есперанто. Дека македонскиот политеизам е основа на христијанскиот монотеизам, зборува и фактот што Исус Христос е син на Зеус и на Марија, бидејќи Исус од Назарет, царот јудејски, е прогласен за син Божи, тоест за Јос Туфеу, а Светата Дева Марија, тоест Богородица,
се оплодила од мирисот на цветот,